Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска е задоволна од постигнатото на редовните годишни средби со Светска банка и Меѓународниот монетарен фонд во Вашингтон. Таа вели дека представниците на двете меѓународни финансиски институции ја разбираат состојбата на буџетот. Им биле објаснати проекциите за економски раст до година од над 3% и начините на финансирање на дефицитот кој треба да изнесува околу 4%. Димитриевска-Кочовска вели дека фискалната консолидација не може да се случи преку ноќ, но намерата за тоа да се случи била јасно образложена во фискалната стратегија која ја усвоила владата. Многу ме радува тоа што новие состаноци представниците на Светска банка забележаа дека како министер за финансии, секако како нова влада, на вистина максимално се трудиме да ги подобриме сите резултати на државата и дека максималните напори кои што ги вложуваме, барем од нивна страна беа препознаени и ме радува тоа што имаме поддршка и сето тоа на некој начин го препозна Светска банка и мислам дека во периодот кој што следи ќе имаме одлична соработка во насока на тоа, нели, и ние да се држиме до она што значи фискална консолидација и внимателно трошење. Во однос на драстичните разлики во проекциите на владата од една страна и Светска банка од друга, Димитриевска-Кочовска вели дека се легитимни. Сепак потенцира дека резултатите ќе покажат дека новата влада е посериозна од претходната во делот на прибирање и трошење на народните пари, па наскоро проекциите на двете институции ќе се приближат. Министерката најавува борба со сивата економија, како и даночна реформа која ќе вклучува дел од предизборните ветувања на владеачката партија. Во однос на даночните реформи, јас би рекла тука да опфатен е глобалниот данок, бидејќи тука треба час поскоро да се менува законот. Исто така, нели, ние во рамки на нашата програма имавме одредени ветувања кои што треба да се спроведат, така што тоа на некој начин би опфатило даночната реформа и веќе Министерството за финансии активно работи во насока на менување на законите. Владата во најскоро време треба да го усвои предлог буџетот за следната година и да го достави до собранието. За сега е известно дека тој ќе вклучува пораст на минималната плата, зголемување на платите во одредени сектори, пораст на примањата на пензионерите, пари за инфраструктурни проекти во општините, модернизација на коридорите 8 и 10.